Денеска завршуваме една серија која почнавме пред 4 недели, а тоа се темите од Стариот Завет. Зборавме за теми од книгата на Езра, теми од книгата на Неемија и тема од книгата на Естира и покривме еден период од времето на Божиот народ кога тие излегуваа од вавилонското робство и на некој начин праве една обнова на својата земја, на својот народ и така натаму и така натаму. Исто така прва и втора летописи, како што кажав, веројатно се претпоставува дека се пишувани од познатиот Езра, кој исто така има книга од негот која проповедавме, но се претпоставува дека тој човек бил многу важен од тој период за Израел и тој веројатно ги пишувал прва и втора летописи во Библијата. И ако ги читате, ќе видите колку се важни уствари тие книги. Езра, Неемија и Настани, како што кажав, се дел од тоа случување од после вавилонското робство. Ако ве интересира историја, во главата сега имате некоја временска рамка или временска права, како што учеа моите керки по историја. Вавилонското робство се случува некаде 6 век пред нашата ера и некаде завршува. Израелците почнуваат да се враќаат при крајот на 6 век. 518-20 година тие почнуваат да се враќаат повторно во израелската земја. Израел како народ се наоѓа во робство, поделени на сите страни. Израелците се дел од барабанот на програмот на асимилација, кои ги имале големите империи во тоа време. Во тоа време асимилацијата била многу нормална работа, тоест очекувана работа, да устојат големите империи ги поделуваат, ги зимаат народите, ги раселуваат низ целата империја за да се асимилираат, да не станат доволно моќни, да не се групираат и да станат доволно моќни да кренат востание. Храмот, централната точка на нивниот идентитет, е разрушен и го нема. Знаете, во старо време имало граници, но границите зависеле од тоа према каде гравитира народот. Еве да кажем, израелците гравитираат према Ерусалим, према храмот, тој е центарот на владење, тој е центарот на нивниот идентитет и од таму се шири на некој начин тоа владење. И тоа е ситуацијата во која се наоѓа тој народ. Книгата Естира зборува за народот Израел. Ако читате книгата Естира, е единствената книга во Библијата каде што не се спомнува Бог. Го нема зборот Бог. Не постои во книгата Естира. Што е многу чудно, нели? Како може се наоѓа во Библијата, а не е спомнат Бог таму. Спомнате народот Израел. Значи, книгата Естира се бави и зборува за народот Израел. Книгата Езра зборува за храмот во Иерусалим, изградбата на храмот и така натаму. Книгата Неемија зборува многу за градот Ерусалим. И со право, тие се многу важни теми кои се покриваат баш во тој период. Трите теми во тие книги ги покриваат најважните идентитетски обележја на израелците и одговараат претежно на прашањето што, кој, каде, и тие се многу важни прашања. Книгите летописи, прва и втора, се прилично досадни ако ги читате, бидејќи голем дел од книгите се полни со родословија. Родословија знаете ли што се? Родословија се тој беше татко на тој му се родија тие синови, а на тој му се родија тие синови, така. Првите 9 глави од летописот се отприлика тоа. Значи, од тоа племе тие се до Аврам и така натаму и така натаму. За нас прилично досадна работа, а за оној кој пишувал, мене ми се чини дека тие информации биле многу важни, бидејќи се запамтени сите тие имиња и да се запишат сите тие семејни стебла речиси невозможна мисија. Јас не знам како успеале тоа да го зачуваат. За мене тоа е невозможна мисија. За моето семејно стебло, јас сум во состојба да отидам отприлика 100 години наназад. И тука некаде губам секаква трага кој бил мојот прадедо и така натаму. Нешто, ќе чуеш некоја приказна тука таму, ама отприлика тука завршува 100 години, 120 години максимум. Докаде можам да идам назад. Оној кој ги пишува книгите, направил истражување за израелските поглавари на сите племиња
и нивното поврзување наназад речиси 1500 години. Можете да замислите. И тоа било запамтено семено стегло 1500 години наназад до Авраам. Не знам како успел, но самиот тој податок мене ми кажува дека она што мене ми е ненормално досадно да го читам, за тој писател, тие податоци биле многу важни. Премногу важни. Може би нам ми се чини повторно како тотално непотребна работа, но писателот преку сите тие родословија сака да остане верен на Бог и на Божиот план до самиот крај. Божите ветувања се поврзани со народот Израел и земјата која им е дадена во наследство за да се исполни Божиот план до крај. Писателот на прво и второ летопис е свесен дека има Божјо ветување, Божи завет кои се врзани со израелскиот народ, со израелската земја која им е дадена во наследство, и тој се обидува, иако е во Вавилон, иако е после робство, иако има ненормални притисоци за асимилација, за релативизирање на тоа кои тие се, тој се обидува да го зачува тоа што треба да се зачува, не за тоа што не заради некоја национална гордост, не заради некакво патриотизам од таков каков ние знаеме денес, туку заради верноста кон Божиот завет и очекувањата на Божите ветувања кои треба да дојдат преку Израел, кои му се дадени на Израел во ветената земја. Родословијата нам ни се доставени за тој писател. Тој е селекција на оние кои се наследници на благословот, но и на одговорноста за тоа да бидат дел од обновата на храмот, на градот Ерусалим и на идентитетот на народот преку кој треба да дојде Месијата. Тие очекуваат нешто. Преку сите тие записи можеме да ги видиме дека тоа одговара на најважното прашање кој постои во тие моменти на обнова. Како што кажав, некои од книгите одговараат на прашањата што, кој и каде, но овде во прво и во втора летописи писател одговара на многу, не би кажал поважно, но многу важно прашање. Прашањето зошто? Зошто Израел? Зошто Ерусалим? Зошто храмот? Зошто Давид? Зошто? Зошто да се вратиме? Зошто да очекуваме? Зошто? Кога ќе дојде време на обнова, одговорите на прашањата кои одговараат на што, кој и каде, нема да бидат доволни да се помине преку тешките моменти кои доаѓаат, а тешки моменти сигурно ќе дојдат. Во империја каде што модот на оперативност или начинот на функционирање е асимилација, да се зачува одреден идентитет, да се зачува одредена историја, одредена, како да кажам, верност кон одреден завет е многу тешко. Многу тешко. Ние зборуваме, јас се сеќавам во 2005 или 2006 година, каде не знам кога беше тоа, бев во Кукуш да работам во Грчка. Таму собирав праски. 2 недели работев за едни грци, работам 2 недели и на крајот на втората недела жената за која работевме таму почна да ми збори македонски. Викам, од каде се е тоа? А викам, чекам, малце, ви сте од тука? Вика, да, од тука сум. Вика, јас сум македонка. Па вика, можете зборите македонски? Па вика, да. Јас си го чувам јазикот, деца во помалку зборат, а нивните деца не го ни знаат. Сам да кажам, во ситуација каде што има некаква асимилација на некаков народ, многу е тешко генерацијски се задржи идентитетот како што треба. Замислете каква задача имал овој писател на летописи. Затоа што во едно такво непријателско обкружување за твојот идентитет, ти мораш да имаш многу добар одговор зошто да го зачуваш твојот идентитет. Не само што. Сите знаеле кој е Давид, слушнале приказни за Давид, слушнале за Ерусалим, слушнале за храмот, сите знаеле кој, што и како. Но зошто е многу важно прашање кое треба да се одговори, затоа што одговорот на прашањето зошто ти дава причина зошто да се посветиш на толку важна работа. Зошто го правам тоа што го правам? Зошто живеам на начин на кој живеам? Без одговорите кои одговараат на прашањето.
прашањето зошто, ќе дојде момент во животот кога она што треба да го правите и тие што треба да бидете, ќе бидат предизвикани од животните околности, различните животни филозофии, еден куп отпор кој ќе дојде према тебе. Треба да видиме со кои прашања израелците се соочуваат во тој даден момент на обнова. А кои се прашањата? Прашањата се следните. Зошто лозата на Давид е царската лоза која владее со Израел? Затоа што Давид до тој момент поминале скоро 500 години. 500 години не е малце. 500 години е многу. Многу е 500 години. Зошто лозата на Давид е царската лоза која владее и која треба да владее со Израел? Писател тука ги одговара тие прашања. Зошто храмот е во Ерусалим? Затоа што пред овој храм има друг храм кој бил на друго место, шаторот се сел од едно на друго место. Зошто во Ерусалим? Тоа е многу важно прашање. Зошто не е сега кај што се израелците? Како што кажав минатиот пат, кога македонците, овој К15, овој скечот што е на К15, кога Цацко и компанија дебатираат со Гоце, дали со Гоце се оствари сонот сите македонци да бидеме во една држава, само не успеа се договорат дали тоа да биде Америка или Австралија. Сега, во овој момент, голем дел од израелците биле во Вавилон. Зошто таму не го изградат храмот? Зошто мора да е во Ерусалим? И тоа е многу важно прашање. Затоа што да се изгради храмот во Ерусалим, пред да почнат имат отпор. Напорна работа било. Зошто е во Ерусалим? Зошто левитите, луѓето од тоа племе, немаат земја доделена на нив, не наследуваат земја во наследство, и зошто им се отстапени одредени градови со своите пасишта? Зошто левитите го прават тоа што треба тие да го прават? Зошто израелците се најдоа во робството во Вавилон? Верувајте, во втора летописи, писател и тоа прашање го одговара. Како тоа израелците со најсилниот Бог од сите, сега се наоѓаат поразени и во робство? Како е можно тоа? Како храмот на најсилниот Бог, на единствениот Бог кој постои, сега е разрушен? Зошто е разрушен? Зошто да се вратат во Израел израелците, иако можеме некои просперирале во Вавилон? Далеку повеќе отколку да се вратат назад во Израел. Можеме некои во тие 5-6 години додека биле во Вавилон, почнале бизниси, добро моди. Зошто да остават се таму, да се вратат назад во Ерусалим? Зошто? Можеме ние би се соочиле со слични прашања во одредени моменти во животот после некакво духовно лутање, духовна разочараност. Знаете, во црква луѓе кои ќе дојдат, обично на почеток очекувањата се дека црквата е совршена, составена од совршени луѓе. Кога луѓе ќе дојдат тука за прв пат во црква, имаат очекување дека сите веќе влегуваме во небо. Тоа е тоа. Сите околу нас се ангели. Од време на време гледате некој испад, гледате дека луѓето до кои седите не се совршени, дека прават греови, може да ве навредат, може да ве повредат и така натаму и така натаму. Може да се разочараме. Може да отидеме во некакво робство, ние самите во некакво духовно робство. И тогаш ќе се соочиме со прашање. Зошто да се вратам во црква? Зошто да се посетам на служење во црква? Кога служите, не многу луѓе ќе ви кажат фала. Разбирате? Зошто да го следам духовното водство кој има толку многу лоши примери за духовно корумпирано водство? Еден куп има околу нас. Зошто да вложувам толку енергија во локалната црква, кога речи си секоја локална црква во која сум бил, се соочува проблеми и не е совршена? Зошто? Израел сега на прагот на нов почеток и историјата може да продолжи во најразлични правци. Дали се вратат на старите патишта, дали се вратат воопшто во земјата во која заминале, дали Божјот дизајн и упатство гарантираат безбеден и исполнет живот. И тоа се мислат. Ако се вратиме во Ерусалим, дали има некаква сигурност, некаква гаранција за дека ќе тргнат работите на добро? Или животот во Ерусалим, како и за пред 5-6 години, е рецепт за уништување и робство на крајот на денот. Втора летописи 36 глава е она која одговара на прашањето зошто Израел завршува во робство. Зошто Господ дозволил храмот да биде уништен? Зошто, иако Јахве е единствениот Бог кој постои, дозволил незнабожците да ја освојат израелската земја и да го разрушат Божиот храм? Писателот на летописи дава јасно знаење дека не се работи за немоќта на Бог,
туку се работи за казната од Бог кон својот народ, кој беше непослушен со генерации, наназад, иако Господ постојано им праќал пророци за да ги врати на правиот пат. Израел, кој требаше да биде светлина на светот, кој требаше да го носи Божјото име, меѓу народите стана срам и подсмев за Бога. Затоа Господ се оттргна од својот народ и го оттргна светилникот од своето светилиште, храмот во Ерусалим. Тоа беше единствената причина за поразот и одговорот на прашањето зошто тие се наоѓаат во една таква ситуација. Може да затвори прозорот, мислам дека ќе се изглади просторијата, ако не се лажам. Или ако не, пак ќе отворите. Но, има едно големо но, Господ ќе го исполни својот план со својот народ, бидејќи тој се заколна во самиот себе, кој го склучуваше заветот со Авраам. И затоа сите родословија одат преку Авраам. Заветот кој Господ го склучи со Израел, го склучи први со Авраам. И се заколна во самиот себе си, дека ќе го исполни тој закон и завет до самиот крај. Доаѓаме до моментот на обновата на наследството. Тоа е многу важен момент. Прво, гледаме обновата на храмската пракса и зошто левитите ексклузивно се оние во храмската служба. Зошто левитите немаат земја доделено и зошто им се отстапени одредени градови со своите пасишта. Има еден момент кога Давид, кога се направил куќа, кога се преселил својот град, сака да подготви место за ковчегот Божи и да го донесе таму кај што е он. И вели вака, во Летописи 15:1-2 вели вака: тогаш си изгради тој палата во Давидовиот град, подготви место за ковчегот Божи и направи скинија за него, шатор за него, и рече Давид: никој не смее да го носи ковчегот Божи, освен левитите, бидејќи нив ги избра Господ за да го носат ковчегот Господов и да му служат за секогаш. Инаку, ова тука е вториот обид да се пресели Божиот ковчег на друго место, со тоа што првиот обид заврши катастрофално. Заврши со смрт. Како што кажав, откако Давид седна на престолот, откако Бог му даде мир на околите народи, откако се изгради куќа, тој одлучи да му изгради светилиште на Бог и сакаше да го донесе Божиот ковчег таму каде што е он. Во првиот обид се чини дека самиот акт на носење на Божиот ковчег беше како еден политички чин. Како еден политички чин. Давид седнал со своите генерали, им кажа: тоа сакам да го направам, и сите викат: мислам дека е добра идеја, направи го, тука сме со тебе. Давид организира поворка, организира златна кочија, со сите салтанати, како што вика Цацко, кога Тито идеше, дрвата ги врасаме до пола, се живо како што треба. Давид се грижи за сите детали. Но Давид не се советува со Божиот закон како треба да се носи Божиот ковчег. И тогаш тие го носат Божиот ковчег. И доаѓа еден момент каде што Божиот ковчег ќе падне, затоа што воловите кои го носеле ковчегот се сопнале. Тие што требаше да бидат сигурни, не се сигурни, Божиот ковчег ќе паднеше, еден го подпира Божиот ковчег и тоа е место, Божиот ковчег е во храмот, тоа место се викаше светиња над светињите. Имаме место каде што луѓето седат, имаме место на светиња, таму каде што свештениците служат, имаме светиња над светињите каде што се наоѓа Божиот ковчег, каде што само еднаш годишно првосвештеник смее да влезе, да се моли и да се застапува за Божиот народ. Давид не го читал Божиот закон да види како треба тоа да го направи, го правеше на свој начин и доаѓа казна. Тој што го подпира Божиот ковчег умира на тоа место и Давид сваќа дека не смее да продолжи и го остава Божиот ковчег таму. Во обновата на храмот, во книгата на Ездра, обновата на храмската пракса, самиот Ездра обрнува внимание, многу внимание тој кој каде е поставен и какви права и одговорности добива и се обидува да биде верен кон Божите одредби. Во вториот обид тоа го прави и Давид. Давид вели: никој освен левитите не смее да прави било што со Божиот ковчег. Тие се одбрани за таа служба.
И кога Езра го воспоставува тоа како обнова на храмот, тој се повикува на сета таа историја која Господ ја има со израелскиот народ. И кога ги пишува летописи книгата, кога тој го воспоставува сето тоа и кога го пишува овој случај со Давид, на некој начин одговара на прашањето зошто? Зошто левитите се одбрани за таа служба? Зошто никој друг не смее да го врши она што тие го прават? Второ прашање. Зошто храмот е во Ерусалим? Ќе го прочитам текстот и после ќе ви дадам еден контекст. Значи, во прва летописи 21 глава, 26 стих до 22 глава први стих вели вака. Па му изгради Давид таму жртвеник на Господ и му принесе се паленици и помирителни жртви. И го прозва Господа и тој го послуша, испраќајќи оган од небото врз жртвеникот за сепаленици. Тогаш Господ му рече на ангелот: врати го мечот свој во ножницата негова. Во тоа време Давид, откако виде дека Господ го послуша на гумното на јевусиецот Орнан, таму принесе жртва. А Господовата скинија, што беше ја направил Мојсей во пустината, и жртвеникот за сепаленици во тоа време се најдоа во Гаваонското возвишие. И Давид не можеше да оди таму за да го побара Бога, зашто беше уплашен од мечот на ангелот Господов. И Давид рече: еве го, ова ќе биде домот на Господ Бог, еве го и жртвеникот за сепаленици на Израел. Што се случува овде во овој момент? Откако Давид нареди неколку победи и освои многу територија и почувствува дека дојдоа неговите 5 минути, дојде мир во земјата, тоест никој од непријателите веќе не се ни осудуваше да го нападне Давид, Давид му кажа на својот генерал: мислам дека треба да отидеш во моето царство да ги преброиш сите тие воинства што ги имаме. Генерал му вика: Давид, не е важно тоа. Бог ти даде победи, остај го, не мора да ги броиш. Да вика: не, оди број ги. И како што тој ги броеше, фактички тоа што треба да го разбереме дека Бог, самиот контекст на броење не е, самиот акт на броење не е проблем. Во самата книга имаме родословие. Проблемот е што Давид сакаше да види колку тој е мокен. Давид сакаше да видам која е мојата власт, да видам колку јас сум силен, да видам кој се може мене да ми се спротиви, со каква војска јас располагам. И нормално Давид заборави дека сите тие победи кои ги имаше и против лавот, и против мечката, и против Голијат, и против Саул, и против сите тие народи околу него, тоа не беа негови победи, тоа беа Божји победи. Давид заборави на сето тоа. И дојде казната. Преку пророкот му рече на Давид: има 3 опции, бирај која сакаш. Давид после молитва, после жалење и плачење, му кажа на пророкот: кажи му на Бог, само да паднам во Божите раце, затоа што Господ е милостив, да не паднам во човечки раце, затоа што човекот не знае за милост. Нека паднам, нека казната ми дојде од Божите раце, затоа што Бог е милостив. Доаѓа Божјата казна, реално далеку поблага од она што беше најавено, но пресветлиот момент е ангелот Божи. Како што ангелот Божи извршува Божјата казна, отеднаш Орнан, овој што е спомнато во текстот, гледа на неговото гумно, на брдото каде што тој живее, го гледа ангелот Божи со изваден меч, доаѓа према Ерусалим и застанува таму. Орнан го гледа тоа, Давид го гледа Божиот ангел и е преплашен. И одат према тоа брдо, му пренесуваат жртва на Господа, се кае. И тогаш Давид ја гледа Божјата милост. Бог му наредува на ангелот да го стави мечот назад и да не продолжи со казната. Тој моментот кога Ерусалим, градот во кој сега Давид живее, главниот град на израелците, е спасен. Тоа е местото каде што е искажена Божјата милост. Тоа е местото каде што беше принесена жртва на Господ и е искажена Божјата милост на Давид. И тоа е местото, гумното на Орнан, тоа е местото каде што Давид гради жртвеник за Господа. Тоа беше местото на кое Бог го поштеди Ерусалим. Тоа е местото каде што Бог ја сврте целата приказна. Не ја изврши казната до крај, туку искажа милост врз Божиот народ, искажа милост врз Давид. И тоа станува сега место каде Давид ќе нареди да се изгради Божиот храм.
Тоа беше место на кое Давид од тој момент до крајот на својот живот му понесуваше жртва на Господа. Тоа беше одговорот зошто Божјото светилиште, тоест Божјиот храм, се наоѓа на тоа место и зошто не е изграден на било кое друго место. Тоа е место на Теофанија каде што тие го гледаат Божјиот ангел. Тоа нема многу места така во Библијата, каде што Божјиот ангел се покажува визуелно, ја свртува историјата во друг правец. По враќањето робството од Вавилон во близина на Ерусалим се развива уште една заедница. Тоа е уште една причина. Уште една заедница која тврди дека е наследник на Божјиот народ. Тоа е мешавина на народ од израелците во Северното царство и народите кои биле населени од асирците на тоа место кои го сметале Самарија за главен град и место на Божјиот храм. Па дури имале и своја верзија на петокнижјето, на првите 5 Мојсееви книги од Стариот Завет. Израелците се враќаат и во нивна близина, како соседи, има еден народ кој се викаат самарјанци, кои викаат: ние сме исти со вас, разбирате ли? Ние сме исти со вас. И ние имаме храм како вас, и ние имаме Библија како вас, ние имаме се како вас. Значи исти сме. Кога писателот на втора летописи го гледа моментот кога израелците се враќаат, тој сака да каже: не сме исти. Божјата наредба, Божјиот закон, Божјиот завет продолжува со Божјиот народ кој треба да живее на тоа место, во храмот во кој е изграден, во кој е склучен Божјиот завет. За да се раздели било кое друго предание од она кој било линеарно со Божјата објава и директно поврзано со Авраам и заветот склучен со Авраам, Израел поминува низ тој макотрпен процес на селекција и одделување од сите други народи кои се слични на нив, за да може да биде верен на заветот кој е склучен со Јахве. Не се работи за сепаратизам, туку се работи за верност кон заветот на Јахве. Сакам тоа да го разбереме. Тоа е многу важно. Повторно. Сето тоа е важно не заради националната гордост, туку заради верноста кон Божјиот завет склучен со народот кој Бог го определил да го носи неговото име. Зборот светост во библиска форма значи издвоен за посебна функција. Кога Бог вели: биете свети како што јас сум свет, мојот народ е свет како што јас сум свет, Бог го одвојува Израелот од сите други народи, не заради причината да биде одвоен од другите народи, туку го одвојува за да има посебна функција, посебна задача кон сите други народи. Тоа беше заветот кој Господ го склучи со Авраам. Го повика, го одвои од неговиот дом, од неговиот град, го повика да излезе од се што е негово, заради што? Што му вети Бог на Авраам? Ти ќе бидеш благослов за сите народи. Тоа е ветувањето. Тоа е функцијата. Кога се случува овој процес на сепарација сега за Израел, повторно тоа не се случува заради некој елитизам, туку заради тоа да бидат верни на заветот, на функцијата која им е доверена директно од Јахве, да бидат светлина за сите народи. И доаѓаме до третото и најважно прашање: зошто Давид и неговата лоза да владее со Израел? Зошто Давид и неговото семејство? Пред Давид имаше друго семејство кое владееше со Израел. После Давид, после Вавилонското робство, се подига малце покасно, нормално од книгата Летописи, некаде 2 век пред нашата ера, една друга лоза почнува да владее со Израел. Втора летопис, тоест прва Летописи, 10 глава, после сите тие родословија, има еден краток запис за смртта на Саул, царот кој беше пред Давид. Вели вака: така умре Саул поради своето беззаконие што го направи пред Господ, зашто не ги запази зборовите Господеви и се допрашуваше до вражачите, а не го побара Господа. Затоа тој и го погуби и царството негово го предаде на Давид, Јесеевиот син. Овој одговорот зошто Давид, а не Саул. Единствениот за кога оваа книга зборува е Давид. Ако читате книгата Прва Летописи, цела книга се однесува само на Давид. Само на Давид. Доаѓањето на Давид на престолот
селекцијата од важни настани од неговото владење, поврзани со изградбата на храмот, одлуките поврзани со наследникот кој Давид ќе го постави на тронот, се темите околу кои кружат сите теми во оваа книга. Сите тие текстови и приказни одговараат на прашањето зошто Давид е наследникот на престолот и зошто храмот е изграден таму кај што е изграден и зошто храмот е изграден од оној кој е изграден. Давид е оној преку чија лоза Господ ќе го постави своето царство за секогаш. И на престолот на Давид ќе седне оној кој ќе владее вечно. Во тој момент и самите израелци не се свешти што значи тоа на вистина. Како е можно некој човек да седне на престол и да владее вечно? А такви се ветувањата. Но во текот на историјата го добиваме одговорот. Пред неколку дена налетав на еден коментар од еден пастор и коментатор на Библијата, зборува зошто Бог кога знаел точно што ќе се случи со Исус во историјата, нели? Не им кажал на пророците да напишат баш така како што ќе се случи. Пошто мислам дека Бог можел. Бог можел да каже ќе се века Исус и го пише тоа ќе се роди во Витлеем. Зошто Бог им објавувал на пророците преку пророштва што е тоа што ќе се случи? Кога ги читаме пророштвата изгледаат речиси како кодирани пораки за тоа кој ќе биде Месијата, како ќе живее, па дури како ќе пострада. Посебно за тоа како ќе пострада Месијата. Тој вели дека сето тоа така е објавено за Сотоната да не може да го разбере и да нема пристап до вистината. Никогаш не сум го размислил тоа така. Дека пророштвата се дадени за Сотоната, кој исто така го познава Божјиот збор многу добро, да не може да продре до вистината, да не може пророчки да разбере која е вистината. Но Господ се погрижил преку пророци да ја објави вистината. На тој начин, за кој ќе дојде Исус, да го препознаеме во се. И вели, ако Сотоната знаеше дека Исус е Божиот син и во еден момент знаеше, но ако знаеше дека патот до спасение е преку смртта на Божиот син, во никој случај немаше да го убие. Во никој случај. Појма немаше. Појма немаше што се случува. Сотоната смртта на Божиот син ја види како прилика да го убие Бога, не знаејќи дека преку смртта тој го внесува зачетникот на животот во доменот на смртта и таму Господ на некој начин го поразува Сотоната на негов терен. Ја зима победата. Павле исто така пишува дека тајната која била сокриена од почетокот на светот сега објавена, а тоа е Исус Христос. Буквално тоа го кажува. Во моментот кога Исус доаѓа на земјата со Израел владее и друга династија на цареви. Но читајќи го родословието на Исус и родословието кој го има запишано за Исус во Матеј и во Лука, ќе видите дека тие се разликуваат малце. Одат заедно до Давид, но после некој време други имења, тотално други имења. И ќе се праша зошто е тоа така. Изгледа Библијата не е веродостојна. Причината е дека едно од евангелијата, Матеј го следи родословието на Јосиф, таткото на Исус, Лука го следи родословието на Марија, мајката на Исус. Интересно е дека и двајцата, одејќи наназад, го имаат потеклото од Давид. Открино е дека исполнувањето на сите ветувања дадени од Бог на Давид и во него, во Исус, ветувањето добиваат смисла дека на престолот на Давид ќе седне оној кој ќе владее со Израел за секогаш. Што може да научиме од оваа порака? Многу стар завет, многу историја, многу теологија можеби, не знам. Што може да научиме од оваа порака? Јас од оваа порака што ја зборев до сега ќе поставам само едно прашање. И мислам дека е многу релевантно прашање денеска. Мислам дека Сотоната се обидува тоа прашање да го изрелативизира до толку, што ова за што сега ќе го поставам станува толку небитно, толку недефинирано, толку споредно и се обидува тоа да го направи. Прашањето кој ќе го поставам е следно. Зошто црквата? Зошто црквата? Зошто да бидеш дел од црква? Зошто црквата?
Израел беше верен на обновата не затоа што сега во овој обид ќе го креираат совршеното царство, не беше верен заради таа причина. Тие требаше да бидат посветени на обновата заради ветувањата и заветот кој Бог го имаше склучено со нив. Прашањето за мене и за тебе денес, зошто црквата? Зошто да бидеш дел од една црковна заедница? Ти што имате малку искуство со црква, ќе сватите дека и во црквата ќе бидете изневерени, и во црквата ќе бидете повредени, и во црквата има недоразбирање, и во црквата има неорганизираност доволно, и во црквата има еден куп работа и така натаму. И се што вером непријателот прави е да ја изрелативизира црквата кај тебе до толку, што станува само една споредна работа за тебе. Затоа што непријателот знае една работа. И тоа му е јасно не затоа што е кажано преку пророштво, туку Исус тоа го кажува направо на своите апостоли. Исус кажува вака: портите на адот, портите на пеколот нема да ја срушат мојата црква. Зошто црквата? Затоа што имаш навика да одиш секоја недела во црква? Затоа што чувствуваш вина ако не одиш? Зошто црквата? Зошто мислиш дека му должиш нешто на Господ се, па можеш да задоволиш некој минимум? Зошто црквата? Непријателот се обидува да ти даде било која друга причина, освен таа најважната, дека заветот Божи со својот народ продолжува преку црквата. И не постои ништо во овој свет, ни на небото, ни на земјата, кој ќе порази црквата Христова, колку и несовршено да изгледа таа сега и денес. Портите на пеколот, самата смрт ја нема силата да ја порази Христовата црква. И тоа често пати го забораваме. Црквата ја ставаме во категорија на ако имам време, служењето во црква го ставаме во категорија на леле, уште една работа треба да направам. Не ја гледаме како прилика, како привилегија. Не ја гледаме како Неемија кој кога слушнал за Ерусалим, во каква состојба тој плачел и тагувал, дека царот него забележал дека неговата тага не е затоа што е болен, туку затоа што тагата му излегува од срцето. И тагата не била затоа што немал жена, затоа што имал фамилиарни проблеми, не знам што. Неговата тага била затоа што Божиот град е во руинирана состојба и тој не може во овој момент ништо да направи, а сака да направи. И кога го прави тоа, тој со огромна радост ја превзема таа задача. Не затоа што израелците едва чекале он да се појави, тој морал и нив да ги коригира постојано во љубов, да ги насочува како треба да се однесуваат. Кога Езра ја добива таа мисија, тој застанува со огромна стравопочит за позицијата која му е доверена, за задачата која му е дадена, да го обновува храмот, да ја обнови храмската пракса, да го обнови славењето на Јахве во неговиот народ. Затоа што Божиот завет продолжува со тој народ. И тоа е огромна привилегија да се прави било што поврзано со таа работа. Зошто црквата? Затоа што Господ и неговиот завет продолжува преку црквата. Секое нешто кое го правиме во црквата, не само овде, туку во името на Исус Христос, нема да биде изгубено. Секој служење, секој твој дел, секоја твоја улога има вечно значење, затоа што секој аспект, секој вложување кој го имаме тука, ќе го најде своето место во новото царство, кој Исус го припрема за секој еден од нас. И со тоа дека те праша, зошто црквата? Зошто се вратиш во Ерусалим? Кога добро ти оди во Вавилон, бизнисот добро ти оди. Зошто се вратиш во Ерусалим? Кога гледаш дека и таму не е сјајно, всушност од центар на светот одиш во град кој е разрушен. Од елитна група на луѓе одиш кај луѓе кои се поделени, кои се растргнати. Зошто дојдеш во Ерусалим? Затоа што Божиот завет продолжува преку тој град. Затоа што Божиот завет продолжува преку тој народ. Зошто во црквата? Зошто да служам? Зошто да бидам верен? Зошто да доаѓам тука? Па тука го слушаме Божиот збор секоја недела.
Знаете, во модерната комуникација имаме многу придобивки од тој интернетот што го имаме. Јас верувам дека YouTube е голема придобивка, но не може да биде замена за било што. Јас верувам дека има голема, Господ може да искористи апсолутно се. Во Стариот Завет Бог искористил магаре да му каже на пророк кај да оди и кај да не оди. Бог може да искористи апсолутно се. Но ова што сега се случува овде сега овој момент е кајрос момент на Божјата објава. Може би сега ви изгледа многу обично, многу нормално. Верувате, ова е момент, ова е место, ова е прилика во која Господовиот дух се излива на еден уникатен начин. На ист начин верувам дека проповедта која се спрема, која се проповеда секоја недела са бајле. Мојот ментор по Стар Завет ми кажуваше дека секој толкување кој го имаме е провижнало, е провидение, Божо провидение, сега за овој момент, за овој народ, во ова време. Секој недела са бајле. Оној кој го проповеда Божиот збор, го зема Божото провидение за Божиот народ, сега и во овој момент. Затоа, писателот на евреите им ги охрабрува, не ги напуштајте неделните собранија. Немојте да мислите дека затоа што знаете нешто, дека сте окей. Во модерно време, ако писателот на евреите е сега овде, јас мислам дека ќе каже вака: немојте да мислите дека YouTube ќе замени нешто од ова. Ништо нема да замени. Немојте да мислите дека некоја книга што сте ја читнале ќе биде доволна. Заедништвото кој го имаме како црква е многу важно. Сатаната ќе се обидува да го релативизира колку што е можно повеќе. Да ви каже дека нема ништо посебно во ова заедништво. Нема никаква сила во ова заедништво, во ова вложување. И тој го прави тоа, упорно го прави тоа. Зошто црквата? Затоа што е Божјот народ, преку кој Бог го исполнува заветот кој тој го склучи преку својот син. Црквата, како што привели во Дела апостолски, е црква која Бог ја откупи преку својата крв. Нека се посветиме секој еден од нас лично во служење, во молитва, во градење прво на односот со Бог, но после и во односот на секој еден кој овде помеѓу нас. Да градиме односи, да се посветиме еден кон друг, да бидеме заедница во која Господ сите нас не повикува. Нека бидеме верни во повикот кој Господ го има за секој еден од нас. Примарниот повик е да бидеме негови деца. Секундарниот повик е прашање што Господ има за секој еден од нас посебно. Примарниот повик е да бидеме негови деца во неговото семејство. Да бидеме посветени во оваа локална црква. Јас верувам една работа. Верувам дека кога ќе погледнеме Божјата заедница на начин на кој Светото писмо ја представува како една невеста во сета своја слава, чиста, посветена. Јас верувам дека и светот ќе види таа светлина. Јас верувам дека кога една локална црква почнува да свети, навистина да свети. Да свети не мислам да бидеме сите само праведни, секој по своето, да си има некој свој мирил за праведност, туку да бидеме вистинска црква преку која се манифестира Божјата љубов. Посветени, пожртвувани за Божјата служба, пожртвувани во служењето во локалната црква, да служиме на еден на друг, да служиме на заедницата надвор. Која љубовта ќе биде нашиот двигател, нешто по кој ќе не познаат. Јас верувам дека оваа локална црква нема да остане тука за долго време. Ќе се пресели затоа што ќе има потреба. Ќе има потреба за повеќе столици, ќе има повеќе заедница. Јас верувам дека ако бидеме црквата, како што треба да бидеме, Господ ќе не однесе на место каде што ќе светиме уште повеќе. Јас се молам, навистина се молам, да Господ ја расте оваа црква во љубовта, во одговорноста, љубовта кон таткото, кон синот и кон Светиот Дух, љубовта кон еден друг. И верувам дека преку тој начин на живот се отклучуваат сите тие благослови кои Господ ги има за секој еден од нас. Зошто црквата? Затоа што е Божјото семејство. И нека така останеме верни на тој Божји повик да бидеме црквата. Ќе се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодариме Господи за Твојата верна рака,
за Твоите благослови. Ти благодариме, Господи Боже мој, за Твојата љубов која се излева во секој ден од нас и преку нас кон сите оние кои се околу нас, Боже мој. Татко мој небесен, Ти не повикуваш да бидеме црквата, преку која Ти ќе го спроведеш заветот кој Ти го склучено со нас, но и со целото создание. Господи, преку црквата Ти не повикуваш во таа една нова мисија да работиме за Твоето царство, за новото небо и за новата земја, Господи. Татко мој, те молам, благослови не, подсети не, Боже мој, кои сме, подсети не на заветот кој го има склучено со Тебе, Боже мој, на денот на крштението, дека ќе Ти служиме до крајот на нашиот живот. Ти молиме, Господи, биди со нас и прослави се преку нас. Амен. Амен.